Добар ден, ова се вестите на Канал 8. Земјоделците го очекуваат стартот на најавените мерки со кои треба да им се подобри лошата финансиска и материјална состојба. Покрај мерката за поевтина нафта се најавува ослободување од персонален данок за приходи до 1 милион денари, како и земјоделска пензија за лицата над 70 години. Најавата од Министерството за земјоделство дека започнала постапката за обезбедување така наречена зелена нафта со пониска цена од пазарната ги подобри очекувањата кај земјоделците дека со тоа за нив ќе се ублажи ударот од зголемувањето на акцизата за горивото. Се очекува да се направи измена во Законот за земјоделство и рурален развој, со кој ќе започне примена на мерката, а за што веќе биле обезбедени пари таа да се реализира во текот на 2018 година. Освен ова, во сила стапува и даночното ослободување за персоналниот данок за остварен доход до 1 милион денари, наместо досегашните 300.000. Земјоделците од регионот велат дека мерките се добре дојдени, за да им останат повеќе пари, па дури и да обезбедат некаква живеачка, особено со обезбедувањето земјоделска пензија за лицата над 70 годишна возраст. Секој земјоделец кој ќе оствари приход до милион динара, значи нема да плаќа ниту денар на државата персонален данок. Тоа е едно од бенефитите кои ќе останат тие пари кај земјоделецот. Исто така земјоделските површини нема да се обработуваат со килограм нафта потрошена од 50 денари, ќе се обработуваат земјоделските површини со далеку пониска цена на нафтата. Исто така и една мала група што ќе се згрижат, што ќе добијат земјоделска пензија постари лица од 70 години, значи и тие ќе имат некоја си нада за живот што досега не е било. Од Министерството за земјоделство неодамна информираат дека новите мерки, посебно во введувањето на зелената нафта, се подготвуваат во консултација со стручни лица и со земјоделските здруженија, а за што е планирано да се организираат и јавни дебати. Според анализите, не е голем бројот на лицата што досега не можеле да остварат пензиско право, а што со новата мерка ќе добиваат земјоделска пензија. Ова значи дека мерката нема да биде сериозно финансиско оптоварување на државниот буџет. Стечајните работници повторно ќе бараат измени во неодамна донесените законски прописи за решавање на нивниот статус. Со законот што самите го бараа не биле опфатени сите стечајци, па наскоро тој повторно ќе влезе во процедура во македонскиот парламент. Од 20 јануари во Собранието на Република Македонија повторно во процедура ќе влезат измени на законските прописи со кои треба да се реши статусот на стечајните работници. Причина за тоа е што наместо сите што очекувале парична помош од државата, опфатени биле одвај 30%. Одредбите во законот што се донесе пред неколку месеци не ги вклучувал токму оние што се надевале оти конечно ќе дојде крај на нивната повеќегодишна мака со безпарицата и со убедувањето на претходните владени представници. Затоа од Сдруженијето на стечајни работници УНИТ веќе доставиле дополнителни барања, што треба да обезбедат порано правен третман на сите негови членови. Допуна на предлог закон за обештетување на стечајни работници се работи во тоа што ќе биде обештетени и оние стечајни работници кои су приликом приватизација били во моментот во фирма, значи. Значи моја фирма се приватизира, јас сум требала да бидем во незе приликом приватизација. Значи тоа е додатно плюс тука 1500 стечајни работници ќе се обештети. Ѓоргиевска вели дека бројката од дополнителни 1500 стечајци не е конечна, затоа што постојано стигнувале нови решенија, а имало и одредени кочења во Агенцијата за вработување и другите државни институции. Многу споро иде од Централен регистар евиденција, така што многу споро иде и овај пратка што ги следуе луѓе многу споро иде. Еве 40 решенја денеска е пуштено во Куманово, на пример. Има пуштено сигурно и за Штип, зашто 1000 решенија су пуштени на ниво на Република. И понатаму останува истата старосна граница од 52 години за жени и 55 за мажи, за да го остварат правото на надоместок во висина од 7600 денари. Со законот што беше донесен во септември беа обештетени 3000 стечајци, од кои близу 200 во источниот регион. Според последната евиденција во огранокот на Сдруженијето на стечајни работници во Кочани имаше над 250 членови. И тие, како и останатите нивни колеги, се надеваат дека ќе се донесат соодветни законски измени со кои ќе бидат опфатени сите работници кои не по своја вина останале на улица, затоа што фирмите во кои некогаш работеле отишле во стечај и биле ликвидирани.
Со половичен успех помина последната продажба на градежно државно земјиште што ја организираше општина Кочани. Од вкупно 8 се продадоа 4 парцели, од кои 2 за мало стопанство и по една за викендичка на пониква и за домување во Кочани. Само 4 градежни парцели од понудените 8 се продале на јавната аукција на државно градежно земјиште што пред нова година ја организираше општина Кочани. Иако во текот на минатата година подолг рок немаше продажба на парцели поради политичките случувања и пролонгирањето на изборниот процес, сепак кај купувачите не се постигнал очекуваниот интерес, иако се нуделе плацеви на атрактивни локации и со различна површина. За тоа зборува и цената што е постигната за оние парцели што добија собственици, а кои метар квадратен ќе го платат само 10 денари повеќе од почетните 61 денар. Најголем интерес на огласот имало за парцелите за мало стопанство во местноста Драчевик, при што од понудените 3 се продале 2 со површина од 1557, односно 1587 метри квадратни. На нив, новите собственици ќе можат да изградат објекти за лесна индустрија, а вкупната површина на основата за секој од објектите изнесува 726 метри квадратни. Освен за овие два плаца, заинтересирани купувачи имало и за еден од понудените 3 за изградба на објект за индивидуално домување, како и за една од двете парцели на пониква со површина од 950 метри квадратни за изградба на викенд куќа. Огласот за продажба на државното градежно земјиште општина Кочани го објави во средината на ноември, а пријавувањето на заинтересираните беше од 5 до 25 декември, додека електронската аукција се одржа во истиот период 2 дена по истекот на рокот за пријавување за секоја категорија плацеви поодделно. Во планските документи на локалната власт е предвидено дека со продажбата на парцели и во текот на оваа година треба да се обезбедат дел од приходите на буџетската сметка. Доколку целосно се исполни усвоената програма за располагање со градежното земјиште, би требало да се соберат максимум околу 20 милиони денари. Поставувањето на полночот за електрични возила и набавката на електроскутерот што ги реализираше општина Кочани, во јавноста ја отвора дилемата за оправданоста на набавката и трошењето пари од општинскиот буџет. Локалната самоуправа за инвестицијата издвоила 10.000 евра, со образложение дека ќе ја унапредува заштитата на животната средина. Проектот на локалната самоуправа на Кочани, со кој пред општинската зграда токму пред нова година беше поставен полнач за електромобили, заедно со набавката на електричниот скутер, ја отвора дилемата дали тоа била толку неопходна инвестиција. Нерационалното и неоправдано трошење на парите на граѓаните од буџетот на општината очигледно има и друга димензија, ако се земе предвид периодот кога постапката е започната и реализирана. Всушност, одлуката за јавна набавка, претходниот градоначалник Радко Димитровски ја донел на 15 мај минатата година, односно на последниот ден од неговиот мандат. Тоа е периодот кога до 1 јуни 2017 се уште не беше познато дали парламентот ќе го продолжи рокот на функциите на градоначалниците и на советите. Сепак, ова не било пречка да започне постапката за набавка, што се реализирала нешто полесно. Имало ли очекувања дека друг треба да го плаќа сето тоа? Дополнително, според информацијата од електронскиот систем за јавни набавки, конечната одлука за изборот на добавувачи е направена на 9 септември, односно 10 дена пред официјалниот почеток на предизборната кампања. Сепак и тоа не било пречка планираната јавна набавка да се реализира. Според информациите на општина Кочани, ова било предлог произлезен од форумот во заедниците, но средствата за реализација останале само од општинскиот буџет. Зошто општина Кочани морала да брза да биде прва во регионот, па и меѓу ретките во државата, кога е познато од и новите технологии обично се скапа инвестиција? Зошто се определила од скромниот буџет да набавува опрема без да има увид во бројот на електромобили на нашата територија? Со тенко образложение, оти така ќе се подобрувал квалитетот на живење на граѓаните, ќе се спречувало испуштањето штетни гасови и ќе се намалувала урбаната бучава. Кој и како ќе плаќа за потрошената струја за полнење на електричните возила? Како ќе се контролира потрошувачката? Дали услугата ќе биде достапна 24 часа? Ако просторот пред уредот за полнење е зафатен со паркирани возила, како електромобилите ќе се полнат? Ова се прашања кои заслужуваат одговор, заради граѓаните кои ја плаќаат набавката. Најпосле, зошто општината сама инвестирала од парите на граѓаните кога од Ева на Македонија деновиве најавуваат дека имаат план, освен во Скопје, полначи за електрични возила да поставуваат и во другите градови. Како дополнување на таквата информација,
Од австриската компанија најавија оти собствениците на електрични возила ќе имаат можност во 2018 година бесплатно да ги полнат возилата. Ако општината на чело со Радко Димитровски го следеше гласот на народот уште во време кога Канал 8 известуваше за јавната набавка на електричен скутер, по јавните коментари на социјалните мрежи ќе знаеше дека граѓаните жестоко го критикуваат овој потек. Дали ова е уште еден чекор за нерационално трошење на парите на граѓаните пред истекот на мандатот на претходниот градоначалник? Од почетокот на 2018 година започна да тече и продолжениот законски рок за поднесување барања и геодетски елаборати за легализација на бесправно изградените објекти. Во источниот регион во претходниот период биле поднесени околу 20.000 барања, од кои половината не се завршени поради некомплетна документација. Легализацијата на бесправно изградените објекти во Македонија е завршена само до половина, поради што Министерството за транспорт и врски го продолжи рокот во кој треба да се комплетира постапката. Собствениците на дивоградби, кои досега не поднеле барање со неопходни документи, имаат цела година да го сторат тоа, откако од почетокот на 2018 стапија во сила измените на Законот за третман на бесправно изградени објекти. Нови 12 месеци, сметано од 1 јануари до 31 декември 2018 година, за сите граѓани кои претходно не успеале да поднесат барање за легализација, сега тоа свое право да можат да го остварат во овој дополнителен рок. Второ, нови 6 месеци, сметано од 1 јануари до 30 јуни 2018 година, за сите граѓани кои за претходните барања не ја обезбедиле неопходната документација, да стекнат право во овој дополнителен рок да поднесат нови барања за легализација со комплетна документација. Услов за легализација на објектот е тој да бил изграден пред 3 март 2011 година, при што неопходно е да се поднесат и соодветни документи што беа барани и досега. За да нема никакви компликации за сите претходни предмети кои имаат некомплетна документација, единиците на локална самоуправа преземаат обврска во најкус рок да ги известат сите засегнати странки дека нивните претходни барања се невалидни, за истите да можат да го искористат новиот рок од 6 месеци да поднесат ново барање со целосна документација. Сметаме дека со тоа што предвидовме овие рокови да започнуваат да течат од 1 јануари 2018 година, оставаме доволно време на сите општини во Република Македонија, како и ние во Министерството за транспорт и врски, заедно да ги извршиме сите неопходни подготовки, за да ги ставиме во функција сите расположливи капацитети, за да можеме сите нови барања за легализација на дивоградбите да ги завршиме во предвидените рокови. Барањата за легализација на бесправно изградените објекти се поднесуваат до локалните самоуправи на чија територија се наоѓаат, при што треба да се достави платена сметка за струја или вода, а потоа се обезбедува и геодетски елаборат. Анализите покажуваат дека во источниот регион досега има поднесено околу 20.000 барања, од кои постапката е запрена скоро кај половината, затоа што подносителите не обезбедиле комплетната документација. На крајот од овие вести и информација што е поврзана со спортот. Нешто повеќе од 10.000 евра ќе добијат 9 спортски екипи од Кочани и Виница како подршка од Агенцијата за млади и спорт. Се работи за нова мерка за стимулирање на клубовите кои се надпреваруваат во државните лиги, а кои имаат младински категории. Спортските екипи од Кочани и Виница ќе добијат по околу 5.000 евра од Агенцијата за млади и спорт. Тие побарале средства како помош од државата за нивните спортисти кои се надпреваруваат во младинските категории на возраст од 14 до 20 години. Еден од условите за да се пријават на конкурсот на агенцијата беше екипите да имаат остварени добри резултати во системот на државните лига надпревари. Највисока сума за своите активности во Кочани ќе добие клубот за гимнастички спортови Партизан, за кој од сметката на агенцијата ќе бидат префрлени 110.000 денари, а кошаркарскиот клуб Баскет Дино ќе добие 10.000 денари помалку. На конкурсот се пријавил и ЖФК Кочани, за кого од вкупната сума за женски фудбалски екипи ќе бидат одделени 10%, односно 70.000 денари.
Освен овие тимови, подршка од државата во висина од по 43.000 денари ќе добијат и училишните спортски екипи од средните училишта Лјупчо Сантов и Гошо Викентиев. Со тоа, вкупната сума што ќе им биде исплатена на екипите од нашата општина изнесува 366.000 денари. И за екипите од Виница е обезбедена слична финансиска подршка, односно сума од 321.000 денари. Најмногу од нив, 135.000, ќе му припаднат на пинг-понгарскиот клуб Винспин, а ракометниот клуб Тороспорт ќе добие 100.000 денари. За училишните спортски екипи во Славчо Стојменски и Гоце Дълчев се обезбедени по 43.000 денари. Новата мерка од Агенцијата за млади и спорт е воведена за да се зголеми мотивацијата кај младите спортисти, но и за да им се помогне на спортските федерации средствата да ги насочат кон сениорските тимови. Со проектот се опфатени 240 клубови кои имаат членови на возраст до 20 години, а вкупната сума што ќе се распредели е 22,5 милиони денари. Ова беа вестите на Канал 8. Дел од содржините можете да видите и на нашата интернет страница kanal8.mk. Пријатно!